И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch, Божјата благодат и нашите финансии. Според Светото писмо, која силна желба која мотивира милиони луѓе секој ден, ако се оствари, ќе ги донесе следниве последици. Сакам да ги прочитам последиците од оваа многу силна желба. Има 8 од нив. Слушнете го ова. Ќе ви ги дадам стиховите кога ќе завршиме. Прво, таа ќе ги искуша луѓето да паднат во грев. Тие ќе бидат искушани да паднат во стапица. Веројатно ќе бидат совладани од некои глупави желби. Ќе се вклучат во штетни желби што ќе го разјадат нивниот карактер. Тоа би можело да ги фрли во морална пропаст и би можело на крајот да ги уништи. Тоа би можело да ги натера да отстапат од својата вера. И тоа би можело да предизвика многу таги да им ја прободат душата. Какви желби би предизвикало сето тоа да се случи? Всушност, тоа е желбата што мотивира милиони луѓе. Знаете што е тоа? Желбата да се збогатат. Желбата да се збогатат. Прва Тимотеј, глава 6, стихови 9 и 10, ги наведуваат сите оние работи за кои тој вели дека се опасности за оние чија желба во животот е да се збогатат. Сега, нема ништо лошо во тоа да се биде богат, бидејќи постојат некои многу побожни луѓе кои се богати, многу дарежливи луѓе кои се богати. И нема ништо во Библијата што вели дека Бог наоѓа големо задоволство во сиромаштијата или во одржувањето на луѓето во сиромаштија. Проблемот е во прашањето на рамнотежата, а тоа е: едно е да се биде богат и да се верува во Бог, друго е да се биде богат и богатството да биде твој Бог. Значи, не зборуваме за фактот дека богатството е грев. Зборуваме за фактот дека кога богатството е надвор од контрола, кога е несинхронизирано со Божјото Слово и неговиот пат, тогаш ќе има проблем. И така, оно што го кажуваме во овој пасус е следново: дека има 8 опасности за оние чија главна желба во животот е да се збогатат. Па, каква врска има сето тоа со Божјата благодат? Библијата вели дека ние сме спасени преку благодат, треба да живееме по благодат. Всушност, ако тоа е вистина, тогаш не постои ниту една област од нашиот живот во која благодатта нема да има преовладувачки ефект. Тоа важи и за нашите финансии, како и за секоја област од нашиот живот. Значи, насловот на оваа порака е Божјата благодат и нашите финансии. Сакам да свртите во 2 Коринќани глава 9. Постојат две поглавја овде во кои Павле во речиси сите две се занимава со ова прашање на давање на сиромашните кои беа во Ерусалим, таму во Јудеја, кои минуваа низ тешкоти и маки. Во овој пасус од Светото писмо, во 2 Коринќани, тој ни изложува некои принципи, но исто така ни објаснува што значи да бидеме благодатни од Бог во нашето давање. Слушајте, почнувајќи од стих 6. Сега, ова го велам: кој се е штедливо, исто така ќе жнее штедливо. И кој се е обилно, исто така ќе жнее обилно. Секој нека дава како што наубил во срцето свое, не безволно или под принуда, зашто Бог го сака радосниот дарител, а Бог е способен изобилно да ве дарува со секоја благодат, за секогаш да имате доволно во се, да имате изобилство за секое добро дело, како што е напишано во псалмите: тој раздаде, даде на сиромашните, неговата правда престојува за секогаш, а оној кој му дава семе на сејачот и леп за храна, ќе го обезбеди и ќе го умножи вашето семе за сеење
и ќе ја зголеми жетвата на вашата праведност. Вие ќе се збогатите во се за секоја дарежливост која преку нас создава благодарност кон Бога. Сега, сакам да го разгледаме ова во светлината на две работи. Прво, првиот дел од него е дека Божиот план е за благодат на нашите финансии. Сакам да ја употребам таа фраза, благодат за нашите финансии. Фаворизирање на нашите финансии, благословување на нашите финансии, лично вклучување во нашите финансии. Бог има план за тоа и второ, тој има цел. Тоа се двете работи за кои сакам да зборувам. Најпрво, неговиот план за благосостојба на нашите финансии. Ако Бог дава благодат за вашите финансии, тоа значи дека тој ќе покаже и ќе изрази наклонетост кон вашите финансии. Значи, едно нешто што е многу очигледно во овој пасус е следново, дека Божјата желба е да ги благослови финансиски, да им даде благодат на своите деца. Погледнете ги овие стихови. Прво, тој ни го дава моделот во стих 6 за сеење и жнеење. Второ, тој вели дека го сака радосниот дарител. Па, како ќе даваме ние? За да дадеме, мора да имаме нешто да дадеме. Кој ни го дава она што го имаме да го дадеме? Бог ни го дава она што имаме да го дадеме. Значи, ако Бог сака да бидам радосен дарител, Бог мора да ми обезбеди нешто да даде. Значи, тој сигурно е подготвен за тоа и сака да го стори тоа. Тој вели во стих 8 дека е способен да ни даде во изобилие секоја благодат, секогаш секоја доволност, се во изобилство за секое добро дело. Значи, не само овде, туку вратете се ако сакате во третата глава од Изреки за момент. Трета глава од Изреки, забележете што вели тој овде. Ако еден земјоделец во тие денови го прочиташе ова, мислам, би скокнал од радост. Но она што важи за земјоделците, важи во секое занимање, во секоја работа. Слушнете што вели тој во стих 9 од Изреки 3. Прослави го Господ со своето богатство и од почетоците на целиот твој принос. Вие велите, но јас не сум богат. Богатството е се што имаш. Значи, кога зборуваме за богатство, зборуваме за се што ни дал Бог. Тој вели, прослави го Господ со своето богатство. Од првините на целиот твој принос, за да се наполнат твоите амбари со изобилство и твоите каци да се прелеваат со младо вино. Тоа е неговиот начин да каже, Бог сака да им даде благодат на своите деца, да им даде благодат на оние кои се подготвени да се придружуваат кон неговите принципи. И така, оно што тој го кажува во овој пасус е пред се, Бог сака да го направи тоа. Второ, тој е способен. Погледнете што вели. Тој вели во овој конкретен пасус во стих 8. Бог е способен да направи што? Внимавајте. Тој е способен да направи секаква благодат. Тоа значи секаква милост, без ограничување на Божјата милост. Бог е способен да направи секаква благодат. Погледнете го ова изобилно. Тоа значи прелевање, да изобилува за вас. Сега погледнете ги овие зборови. Секогаш, не понекогаш. Имајќи се доволно, не малку, во се, не некои работи. Може да имате изобилство, не некој. Изобилство за секое добро дело. Еве го Бог кој звучи како да е на наша страна, сакајќи да не удостои финансиски. И тоа, второ, тој вели не само тоа, туку вели, јас сум во можност да го направам тоа. Бог во неговата семокност. Слушајте, Бог во неговата семокност може да ја земе вашата финансиска состојба без разлика каква е. И ако вие се придржувате до неговиот принцип, Бог ќе ве удостои, ќе ве фаворизира финансиски. Тој вели, тој е во можност да направи што? Секој благодат да изобилува финансиски. Сега, кога ќе го ставиме неговиот принцип во дело, зашто ќе зборуваме за момент, ќе го ставиме во дело. Тој вели, ќе се случат неколку работи. Стих 8, тој вели дека ние ќе имаме изобилно, ќе имаме доволно. Тој вели, не само тоа, вие ќе имате доволно за давање. Тоа е она што тој го мисли кога вели во овој конкретен стих. Може да имате изобилство за секое добро дело. Тоа се добрите дела на давање и помагање на луѓето во потреба. Ќе имате доволно за давање. Тој вели, не само тоа, туку вели, сите други области од вашиот живот ќе бидат збогатени. Погледнете во стих 11. Ќе бидете збогатени во се за секаква дарежливост. Тој вели дека Бог нема да го ограничи својот благослов само на финансиски благослови. Тој ќе ве збогати и на други начини. Тој посакува, тој е способен. Тој вели, кога се придружувате до принципот, еве што јас ќе направам. Сега, што е човечкиот дел? Човечкиот дел е многу едноставен. Она што тој го вели овде е два дела од човечкиот дел. Човечките постапки и човечкиот став. Сега, што е човечкото действување овде? Ајде да погледнеме во 6 стих. Сега, ова го велам, кој се е штедливо, ќе жнее штедливо. Кој се е обилно, исто така, ќе жнее обилно. Сега, слушајте ме внимателно. Не знам како Бог можеше да го направи ова поедноставно.
И гледате, вистината е дека ние веруваме во одредени области, но апсолутно или од целосно неверие, одбиваме да практикуваме во секоја друга област. Например, работодавачот ве вработува и вие работите добро. Ако работите добро, тогаш работодавачот треба да ве награди обилно. Односно, ако работите добро, од друга страна, вработениот исто така има одговорност да работи добро. Гледате, целиот принцип на сеење и жнеење не е ограничен само на пари. Тој е поврзан со секоја област од нашиот живот. Ако сакате да имате пријатели, како имате пријатели? Шетајки наоколу тажно и не кажувајќи ништо, дружејќи се за себе? Не, имате пријатели ако се предавате себе си и бидете пријателски расположени. И што се случува? Луѓето со најмногу пријатели се луѓето кои се најпријателски расположени. Сакате да бидете сакани, тогаш дајте љубов. Видете, љубовта никогаш не е еднострана. Ако навистина сакате луѓето да ве сакаат, мора да се предадете себе си во љубов. Сакате да напредувате во животот, тогаш направете се што е потребно. Бидете вредни во вашата работа. Слушајте, овој принцип апсолутно ја искоренува идејата за мрзеливост, кржавост и алчност. Внимавајте, ако сакате да жнеете обилно, мора да сеете на ист начин. И така, целата идеја за сеење и жнеење е дел од човекот. Гледате, Бог вели, еве го мојот дел. Бог вели, јас сакам да ви дадам благодат финансиски. Можам да го направам тоа и ако ми дозволите, еве што ќе направам. Сега, слушајте што вели. Тој вели, секој да дава како што наумил во своето срце, не неволно или под принуда, зашто Бог ги сака радосните даватели. Тој ги слака. Слушајте, ако ги сака радосните даватели, тој со потик им дава благодат на тие дарители. Она што треба да го надминеме е неверието или размислувањето. Дали ова ќе важи за мојата конкретна околност? Значи, делот на човекот е да го практикува принципот. Но, второ, делот на човекот е да има правилен став. А кој е правилниот став? Тој вели дека правилниот став тука е да се биде радосен дарител, бидејќи, гледате, благодата не вклучува само моје примање од Бог. Благодата исто така вклучува моје давање за Бог. Тоа е два правци. Така функционира Бог. Така Бог има намера да се задоволат потребите на луѓето. Тие треба да бидат задоволени. Колкумина од вас некогаш примиле нешто во пакет што дошло директно од небото. Некој? Не. Можеби сте примиле многу работи, сте дошле преко некого. Бог ве благословил преко некого. Можеби било работа или можеби било нешто финансиски или некаков подарок, но дошло преку некого. Она што тој го кажува е дека ова е начинот на кој функционира Бог. Тој делува преку некого. И така, вели тој, сеење, жнеење, радосно давање. И што се случува? Бог за возврат не благословува. Сега, тоа е првиот дел. Но второ, која е Божјата цел кога ни дава финансиска благодат? Тоа значи, што на вистина има на ум Бог кога финансиски благословува некого? Што е тоа? Што има на ум? Па сигурно не е само да не направи просперитетни, но две работи ќе се случат. Вели тој во овој пасус, кога вие и јас ќе почнеме да го практикуваме принципот и да му дозволиме на Бог да ни даде финансиска благодат, тој вели, прво, рече дека нашите потреби ќе бидат задоволени. Тоа е она што го вели во овој стих. Тој вели дека, имајќи секаква благодат да ви изобилува, секогаш да имате секаква доволност во се. Првото нешто што ќе се случи е дека нашите потреби ќе бидат задоволени. Сега слушајте. Ако вашите потреби не се задоволени, ве прашувам едно прашање. Дали го практикувавте принципот на сеење и жнеење? Дали давате и му верувате на Бог да го умножи тоа? Еве го проблемот. Мора да внимавате на ова. Еве го начинот на кој работат повеќето луѓе. Тие велат, Боже, еве го мојот резервоар. О, небесен татко, ти знаеш дека имам потреби. И така. Тие се молат Бог да го наполни нивниот резервоар пред да дојдат сметки под притисок, живеејќи вака. Еве го мојот резервоар, Боже. Сакам ти да го благословиш. Понекогаш го гледаш тоа и е длабоко околу 1 инч и широко околу една стапка и си мислиш, Боже, ги немам сите мои потреби. Знаете ли што Бог се обидува да не натера да направим? Внимавајте, она што Бог сака да го направиме е да земеме овој резервоар и да го промениме. Тој сака да го направиме како канал. Значи, резервоарот може да биде длабок 1 инч.
Каналот може да биде долг 1000 милји. Она што Бог сака да го направи, тој сака да им даде благодат на нашите финансии, но се додека јас го имам ставот на резервоарот, Боже, ова е за мене, јас треба да бидам просперитетен, треба да ја изграда мојата безбедност. И Господе, Ти знаеш колку ми треба, Боже, моите потреби, јас, себе си, јас и моето семејство, сите работи што сакам да ги правам и моите цели и намери во животот. Знаете ли што чека Бог? Тој чека на тебе да го претвориш тој мал резервоар длабок околу 1 инч во нешто доволно големо за тој да помине цел товар низ него. Се додека јас го гледам тоа како мое, го ограничувам она што Бог ќе го направи. И затоа тој вели овде. Внимавајте, благодатта е, тој вели, и Бог е способен да ви ја направи сета благодат изобилна, за секогаш да имате секаква доволност во се да имате. Што? За да имате не мал резервоар, туку изобилство за секое добро дело. Сега, која е примарната цел на Бог да не благослови финансиски? Тоа е за да ве направи вас и мене дарежливи луѓе. Тоа е причината. И како што рековме претходно, ако вие сте дарежливи со вашата љубов, ќе ја добиете назад. Дарежливи со вашето време. Бог умножи. Дарежливи со вашето пријателство, ќе имате пријатели. Дарежливи со вашите пари, Бог ќе благослови, тој ќе ве благослови финансиски. Тоа е секоја област од животот. Тоа значи благодат. Благодатта не е само збор. Благодатта е животен стил. Благодатта е начин на живот. Тоа е живење преку вера, под изобилство на себокниот Бог. Тоа е што му прости, ми е најважно изобилство што ми треба. Простување и чистење, праведност и светост, радост, мир, финансии и врски, што и да ви текне. Бог е спремен да излезе да не благослови во секоја област од нашиот живот, а финансиите се само едно од нив. Но дозволете ми да ви поставам едно прашање. Ако прашам еден од вашите пријатели, ве повикам по име и кажам некој што ви бил близок или некој во вашето семејство, ако прашам дали тој и тој, дали би го сметале за дарежлив човек, дали би требало да кажат па, или би рекле секако, или би рекле дарежлив, се шегуваш? Нели е интересно? Скржавите луѓе се прилично очигледни, нели? Дарежливите луѓе, слушайте, тој вели дека ги сака дарежливите луѓе. Зошто? Затоа што тие се однесуваат како Исус. Кога јас и ти сме најмногу како Него? Кога се даваме себе си или она што го имаме? Тоа е она што тој го правеше. Гледате, Исус не одеше наоколу обидувајќи се да биде просперитетен. Исус дури и немаше резервоар. Тој беше канал и тој имаше канал. И такви треба ние да бидеме. Не резервоари, туку канали. Давајќи го она што го знаеме. Давајќи го она што го имаме да го дадеме. Давајќи се од себе. Така работи Бог. Така, тој сака ние да работиме. Слушайте, тој рече дека не предодредил тебе и мене да бидеме усогласени со неговиот лик. Каков беше тој? Тој беше дарител. И како дарител, погледнете како таткото го прослави. Еве што сакам да видите. Тоа нема никаква врска со долари и центи, има врска со став, а ставот е ваков. Бог вели кога вие ќе се предадете во овој став, јас ќе поминам толку многу низ вашиот канал што вие ќе бидете благословени, сите други ќе бидат благословени и покрај тоа ќе има и многу други карактеристики на кои ќе се осврнам за момент. Значи, сакам да ви поставам едно прашање. Сега внимавајте. Дали вие имате храброст да бидете дарежливи? Па да земеме нешто едноставно. Дали имате храброст да му придите на некого со голема насмевка, да се рекувате топло и да му кажете вашето име? Или велите, па тие не сакаат да се запознаат? Дали чекате некој друг да го направи сето ракување? Кога последен пат сте му кажале на некого и на вистина сте го мислеле тоа? На вистина те сакам. Или велите, па не сакам да бидам сентиментален. Гледате, ние толку често сме заглавени со себе си и затоа Бог не може да не благослови и никој друг не може да помине низ каналот. Бог сака да го разубави вашиот живот. Тој сака вашиот живот да го направи канал на благослов за некој друг. Кога последен пат сте му дале нешто на некого за кого знаевте дека е во финансиска потреба и сте дале, не сте направиле голема работа од тоа. Не сте им кажале на многу луѓе за тоа. Дадовте само затоа што ви е грижа. Дали би се сметале себе за дарежлива личност? Знаете што вели тој во целиот овој пасус? Има две глави. Тој вели, мојата цел не е да ги просперирам моите деца. Мојата цел е да ги направам моите деца дарежливи.
И по тоа што се случува, просперитетот е реакција на тоа. Додека ние даваме, додека им даваме на другите, рече тој, ние ќе бидеме збогатени. Нема начин да се дава без да се биде благословен. Но ако јас давам само за да примам, ако тоа е мојата едноставна причина за давање, имам погрешна цел на ум, ќе примиш ли? Нема сомнение, тоа е целиот принцип. Тој вели, како што сееме, така и ќе жнееме. И така, тој вели дека ќе изобилуваме во ова. Клучниот збор е дарежливост. Сега, ајде да размислиме за нешто. Сакам да ги извадите пенкалата и сакам да ви дадам 2 списока со работи за кои сакам да размислите во вашите собствени финансии и вашата собствена дарежливост. Кога Бог им дава благодат на вашите финансии, тој ќе ги нападне нашите финансии со својата моќ и нешто ќе се случи. Мислам дека ќе има 6 резултати што се тука во ова место. 6 резултати ќе ви се случат финансиски. Сега слушајте. Резултатот од благодатното давање, тоа е со целата оваа перспектива на давање. Број 1. Бог ќе не збогати како што ние ги збогатуваме другите. Еве го. Стих 11. Нема повторно да ги читам сите стихови, ќе ви дадам 2 листи. Стих 11. Тој ќе не збогати како што ние ги збогатуваме другите. Тоа е Божиот закон. Второ, кога даваме со дух на благодат, потребите на другите луѓе ќе бидат задоволени. Ние ќе ги задоволиме потребите на другите луѓе. Ние ќе станеме тој канал. Број 3. Тоа е стих 12. Трето, сигурно ќе бидеме повеќе слични на Исус, кога ќе почнеме да имаме дарежлив дух и давање по благодат ќе бидеме како Него. Четврто, Бог ќе не употреби за да мотивираме други луѓе да даваат. Ќе бидете изненадени од луѓето кои ги споделуваат нивните сведоштва за тоа што ги мотивирало да почнат да се ослободуваат од долгови и да почнат да даваат. Она што слушнале некој друг да кажува за тоа што се случува во нивниот живот, нивното лично сведоштво. Мотивирајте ги другите луѓе да даваат. Пето, тоа ќе го обедини Божиот народ. По стиховите 14 и 15 од оваа глава, тој зборува за... Тој вели дека тие биле толку благословени што копнее за вас поради преголемата Божја благодат во вас, поради она што го дале. Значи, Бог едноставно ги сближува. Слушајте, нели е вистина дека во семејството каде што сите се дарежливи, постои ова прекрасно чувство на единство? Ако имате еден или повеќе скржави луѓе во семејството, имате проблем. Секогаш има конфликт. Не гази по тоа, тоа е мое. Не влегувај овде. Ова ми припаѓа мене. Не прави ми го тоа и тоа. Она што го имате е конфликт, но кога имате, можеш да го имаш тоа. Ајде да земеме уште малку од ова. Секако, горете. Имате прекрасен дух на единство. И така, уште едно последно нешто, а тоа е го прославува Бог. Кога ти и јас почнуваме да практикуваме давање по благодат, Бог се прославува, тој се возвишува, тој сака да не благослови. Сега, како да знам кога навистина практикувам давање со благодат? Боже, сакам да ти се заблагодарам и да те прославам за тоа што веќе немам во овој резервар. Се стави во канал. Сега, кога ќе знам кога навистина давам во духот на благодата и кога тоа е давање со благодат? Ако погледнете во 8 глава од истата книга, 2 Коринтијани глава 8, ако свртете во 8 глава и го подвлечете, еве што ќе најдете. Значи, сакам да ви дадам 5 изјави што навистина се преглед на 8 глава. Но се е за тоа како можете да знаете кога навистина давате со благодат. Ова е само Божјата милост. Ова е само духот на дарежливост. Слушнете го ова. Прво, ќе даваме и покрај нашите околности. Тоа е првиот знак дека тоа е давање со благодат. Не проверувам колку имам, колку ќе ми остане и не сум сигурен дека ќе можам да ги правам сите работи што сакам да ги правам. Но, Господи, и покрај моите околности јас ќе давам. Тогаш Божјата благодат навистина почнува да делува финансиски во срцето на една личност и започнува протокот. Давам пред се и покрај моите околности. Второ, ќе давам ентузијастички. Ќе бидам возбуден за тоа. Вели дека Бог го сака радосниот дарител. Зборуваме за возбуда, за нешто. И вие размислувате за тоа. Еве некој во потреба или работата на службата или нешто слично. И вие имате привилегија да бидете дел од тоа. Тој вели не неволно, не под принуда, туку весело, радосно, ентузијастички. Бог чека да не благослови финансиски. И јас едноставно ве прашувам, дали имате храброст да го направите тоа?
Добро, ентузијастички. Трето, да давам нешто како што даваше Исус. Затоа беше целата порака минатата недела. Да давам како што даваше Исус, пожртвувано. И така знам, кога давам со благодат, ќе давам и покрај моите околности. Ќе давам ентузијастички и ќе бидам спремен да давам пожртвувано. Четвртата работа е, ќе го давам доброволно, великодушно, радосно. Јас сакам да го направам тоа. И пето, ќе го направам тоа со вера. Боже, јас не можам јасно да го видам патот во ова, но сепак ќе го направам тоа затоа што ти така рече. Пријателе мој, нема исклучоци. Само треба да одлучиш дали сака Бог да ми даде благодат на моите финансии или не. Да бев сам и во долгови, пред да излезам од ова место, кога ќе станев, ќе речев, Боже, дали ме слушаш? Затоа што сакам да ви кажам нешто. Дадов ветување пред да излезам од ова место, дека, почнувајќи од денес го поканувам Бог да ги нападне моите финансии со благодат. И ќе почнам со принципот број 1. Почнувам да сеам. Да бев што туку оженет, ќе клекнев со жена ми на колена и ќе речев, душо, почнувајќи од денес, ова е тоа. Благодатта ќе владее во нашите срца кога станува збор за финансиите. Да бев тинејџер би го направил истото. Студент, немаш многу пари, некако го преживуваш училиштето, а твоите родители не ти даваат многу. Не можат да си дозволат да ти дадат многу, а потоа почнуваш да го практикуваш. Не си премногу стари, не си премногу млад. Знаеш зошто? Затоа што тој принцип е универзален и функционира во секое време, цело време, со секого и сите. Толку е едноставно. Сега, само ќе ви поставам едно прашање. Го сакате најдоброто од Бог? Сакате Бог да ви даде благодат финансиски? Сакате да бидете без долгови? Го сакате најдоброто што Бог може да го понуди? Сакате да бидете благослов за многу луѓе? Сакате да бидете канал и никогаш нема да можете да измерите колку далеку оди тој канал. Сакате да му донесете слава на Бог и да го возвишите Синот Божи. Сакате да бидете повеќе како Исус. Сакате да имате повеќе ентузијазам и возбуда во вашиот живот. Сакате да имате повеќе радост во вашиот живот и повеќе веселост. Сакате да уживате. Слушајте, тогаш уживајте во духот на дарежливоста. Тоа е нешто што го уживате. Па, пријателе, сето тоа е ваше со една одлука. Господи Боже, преку вера јас ќе го направам тоа. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.